Добро утро повтор пат. Ова линковско вклучување го посветуваме на месец октомври, уште познат како Розов октомври, месец за борба против рак на дојката. Со нас утрово е една исклучително храбра жена борец, која се одлучи својата приказна да ја раскаже јавно со цел да допре до сите оние кои што се соочуваат со оваа болест, како и да ги сподели предизвиците со кои што се соочила и самата таа при лекувањето на оваа болест. И посакуваме добро утро на бетолчанката Билјана Граматковски. За почеток, кога прв пат ги забележавте симптомите? Како почувствувавте разликите кои што се појавија на вашата дојка? Добро утро. Во 2024 година практички ја добив диагнозата на рак на дојка. Тогаш имав 45 години. Некој би рекол дека тоа се години кои што можеби се рани години за добивање на рак на дојка, меѓутоа убаво е да се напомене и да се знае дека периодот од 45 до 49 години според најновите истражувања е токму тој критичен период кога често пати може да се појави ракот на дојка. Како што предходно кажав, токму во таа 2024 година требаше да одам на мамографија во декември месец. Меѓутоа, некаде во јуни истата година забележав некоја неправилност на десната дојка, на која што подоцна ми беше и извршена радикалната мастектомија. За каква неправилност станува збор? Ми се појави една линија која што верували или не беше речиси и невидлива со голо око. И најлошото нешто кое што некој може да го направи тогаш е да го отвори интернетот и да почне да чита и самиот да си донесе определена диагноза. Тие диагнози никогаш не се точни. А исто така сакам да напоменам дека чувствував болка. Бидејќи јас не читам такви нешта, тука беше мојот сопруг кој што одлучи да прочита и да каже да знаеш дека ако има болка, тоа не боли. Но не е тоа така. Значи, тоа беше една голема дезинформација и затоа уште еднаш апелирам да не се чита на интернет. И јас одлучив наместо редовната мамографија да ја направам во месец декември 2024 година, да го направам тоа во месец јули. Така ми дојде, според повикот кој што го имав за мамографија во месец јули 2024 година. И кога отидов во Битола, во клиничката болница, ми беше направено прво ехо. На самото ехо веднаш се видоа тие промени и ме пратија на мамографија. Бидејќи не може да се разбира веднаш да ја донесат диагнозата, отидов и направив биопсија и го добив резултатот на за рак на дојка на 8 август 2024 година. И од тогаш започна мојата борба, која што се уште трае. Се надевам дека ќе имам храброста и дека здравјето ќе ме послуши и понатаму овие прилози да ги снимаме во годините кои што ќе следат. Постојат повеќе видови на диагнози на рак на дојка. Која беше вашата диагноза? Ова е сега многу важно. И благодарам што ми го поставивте ова прашање. Ако јас го пренебрегне фактот дека имам некаква промена на дојката, која што, како што реков, не се забележуваше многу, јас можев да не одам да се проверам или да му верувам на интернетот. Јас отидов и за среќа, ако можам така да кажам, во цела несреќа, мојата диагноза беше дека се работи за рак на дојка во 2А стадиум, што е почетен стадиум, па дури и третиот стадиум се смета за еден од почетните стадиуми, за среќа со чисти лимфни јазли. Мојата брза реакција доведе до тоа да јас или не јас, туку докторите да ја пресретнат мојата болест во рана фаза, да се започне со рана интервенција и уште еднаш за среќа во цела несреќа ќе повторам, имав само 4 хемотерапии. Тие 4 хемотерапии не беа поврзани само со тоа дека мојата болест се наоѓаше во 2А стадиум, туку и други определени вредности се добиваат и ги испитуваат и за среќа моите беа такви кои што овозможија да добијам само 4 хемотерапии, со оглед на тоа што најголемиот број на жени имаат многу поголем број на хемотерапии, 6-8, па и поголем број, вклучително и зрачна терапија, која што за среќа јас ја избегнав. Затоа апелирам да не се чека. Ако се забележат некакви промени, веднаш да се реагира, бидејќи самите не можеме да ја донесеме диагнозата.
Како го прифативте сето ова, кога ви ја кажаа дијагнозата? Кој беше најтешкиот момент еве од целиот овој процес? Ја прифатив многу тешко. Би лажела ако кажам дека не ми беше тешко. Во првите неколку денови, можеби и повеќе, се наоѓа во целосна темница. Ми требаше време да прифатам дека јас сум болна, но како што и повеќе пати веројатно и во текот на оваа денешна наша средба ќе спомнам, поддршката е многу важна. Мојата издржливост, ако можам така да ја наречам, мојата храброст која што понатаму следеше, му ја должам на мојот сопруг, ја имав неговата сопруга, и за среќа поддршката на мојот син, кој што тогаш имаше само 11 години, но беше доволно зрел да свати во каква ситуација се наоѓа неговата мајка. И ова сакам да го спомнам, ова се мои размисли, не мора да значи дека сум во право. Ние со нашиот сопруг одлучивме дека на нашето дете треба се да му кажеме со тоа што се ќе заврши со среќен крај. Дека неговата мајка е болна, дека треба да се лечи, дека неговата мајка ќе ја изгуби косата, но на крај се очекува дека се ќе заврши добро. Кои се предизвиците со кои што се соочуваат сите жени кои што поминали низ овој процес после лекувањето? Тука почнува приказната. Не почнува со добивањето на дијагнозата, точно тука почнува битката, но овде мора да се напомене дека жените во нашата држава, во Македонија, се борат со огромен број на тешки предизвици. Најпрво е тоа што оваа хемотерапија најголемиот број од жени ја примаат во Скопје. И ова е еден апел на нашите власти дека во секој поголем град во Македонија треба да се отворат онколошки центри, каде што жените ќе ја примаат хемотерапијата, а подоцна и останатата терапија која што се прима. Апропо ова што вие ме прашавте, е и оваа втора терапија која што ја спомнувам. Мојот карцином е хормон зависен карцином и тоа значеше дека јас треба да примам и хормонална терапија, која што е таблетарна, но исто така и во вид на инекција, која што јас ја примам на секои 3 месеци. Еден од предизвиците беше токму тој. Одредено време на клиниката не постоеше таблетарна терапија и сама ова инекција која што ви кажав дека ја примам, но за среќа тоа брзо се надминуваше и таа терапија онкологија брзо ја набавуваше. Исто така предизвиците се, како што реков, и не само патувањата во Скопје, туку и исцрпеноста со примањето на хемотерапијата и враќањето назад. Скапите лекови кои што се примаат не само со овие лекарства кои што всушност ни се бесплатни, туку подоцна се примаат определени лекови, дури и витамини и здрава исхрана кои што значат голем трошок за семејниот буџет на секое семејство. Еве конкретно јас ке ви кажам, кога патував во Скопје и кога чекав меѓу огромниот број на други пациентки во Македонија, пандемија е во прашање, до мене седеше пациентка која што имаше искинати панталони со шиени на рака. Затоа што покрај тоа што и самата е сиромашна, се соочуваше со оваа страшна дијагноза. Тоа значи дека Македонија треба да вложува во својата култура, Македонија треба да вложува во образованието, но Македонија треба да вложува, како што реков, во отворање на онколошки центри. Како што во една прилика една поранешна министерка за здравство на една наша соседна држава изјави дека сите ние со тек на време или поголемиот број на луѓе во светот ќе добијат некаква дијагноза на канцер, за канцер, ја побара таа од властите да се отворат тие онколошки центри. Истото мислам дека треба да се случи и во Македонија и сите тие непотребни трошоци, сите тие вложувања и напор еднаш за секогаш да престанат. Оваа тема е многу длабока и потребно е многу време за да се разговара, меѓутоа нас времето ни е ограничено. За крај само би сакала по сето она што вие го поминавте, каква порака би испратиле до сите жени? Пораката е следна. Кога ќе види некоја жена
дека има некаква промена на градата, не само наградите, едноставно организмот не ги праќа сигналите, да не чека и да не се плаши. Јас бев смртно уплашена затоа што тогаш кога видов таа промена на градата, недолго претходно 3 години претходно мојата мајка имаше починато од карцином на белите дробови. Тоа мене не ме обесхрабри, туку јас одлучив дека морам да се соочам со било која диагноза затоа што имав само 45 години, дете од 11 години кое што е пред мене и живот кој што треба да го исполнам со убави моменти. Одлучив да му дадам, да им дадам предност на убавите моменти во животот. Билјана, ви благодарам премногу за оваа ваша приказна и се надеваме дека овој наш целосен разговор ќе ги поттикне и сите оние жени кои што не се соочуваат со оваа болест да го направат и првиот преглед, но исто така и сите оние кои што се на пат или со борба со оваа болест, да биде овој разговор како една поддршка и надеж дека сепак на крајот се ќе заврши добро. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам, ви посакувам се најубаво. Студио.